Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Со денешната епизода ќе го завршиме проучувањето на посланието до филипјаните. Досега имавме 17 епизоди и оваа ќе биде последна. На ова послание му посветив толку многу време, бидејќи е едно од моите омилени, и сметав дека треба малку подлабоко да навлеземе во него. Пред да почнеме со читање и обработка на последните стихови од книгата, сакам да ве потсетам на генералниот преглед на оваа новозаветна книга. Темата на првата глава е филозофијата на христијанскиот живот, која е доловена со зборовите: за мене да се живее Христос, а да се умре придобивка. Тоа се навистина длабоки зборови. Знаете, лесно е да ги повториме тие зборови, но главното прашање е дали навистина сметаме дека Христос е суштината на животот, а смртта е придобивка? Во втората глава, темата е примерот за христијанскиот живот, а е доловена со стих 5 од глава 2, каде Павле им вели на филипјаните: имајте ги истите мисли како Христос. Кога размислувавме за овој стих, спомнав дека Христос беше понизен и токму поради тоа не ги гледаше своите интереси, туку действуваше за наше добро. Ако имаме мисли како на Христос, ќе научиме да живееме несебично и за доброто на луѓето околу нас. По глава 3 темата е наградата за христијанскиот живот. Клучен стих во таа глава е 3.14, каде Павле пишува: трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Во глава 4 читаме за силата потребна за христијанскиот живот, бидејќи за да го примениме тоа што го читавме во Библијата, потребна ни е сила од Бог. Во овој последен дел од посланието, апостолот Павле пишува дека изворот на сила е радоста која ни е достапна во Господ, а тајната на силата е молитвата со која се поврзуваме со Него. Не само тоа, туку Павле исто така не охрабрува да размислуваме на Христос, и ако го направиме тоа, полека но сигурно ќе се преобразуваме согласно неговиот лик. Ќе почнеме со читање на текстот. Ако имате Библија со себе, отворете ја кај Филипјаните глава 4. Претходниот пат го прочитавме стих 13, но нема време да го прокоментирам. Ќе го прочитам повторно и ќе ви го објаснам контекстот и значењето на истиот. Се можам преку Исус Христос кој ми дава сила. Зошто Павле вели дека може да направи се? Одговорот е едноставен, бидејќи Христос му дава сила. За жал, има луѓе кои не го разбираат значењето на овој стих и мислат дека можат да направат буквално се што сакаат во животот и дека Господ Исус им е должен да им овозможи се што ќе посакаат. Знаете што значи овој стих? Овој стих значи дека можеме да направиме се во животот што е според неговата волја. Господ Исус Христос ќе ти даде сила да направиш се што побарал од тебе, а не се што ти ќе побараш од него. Сето ова има практична примена за нас која е многу важна. Ние треба прво да дознаеме која е Божјата волја за нашите животи, а тоа ќе го направиме преку читањето на Писмото. И потоа да бараме од него да ни даде сила за да живееме во согласност со него. Ке се обидам да ви го објаснам ова со еден пример од секојдневието. Генерално гледано, јас сум човек кој сака да патува со воз и се обидувам да ги избегнувам авионите. Има моменти кога морам да патувам со авион, но не ми се допаѓа тој вид на транспорт. Знам дека е брзо превозно средство, но не ми е пријатно кога сум толку високо над земјата. Пред некое време кога бев во Чикаго, имав можност да патувам со еден од познатите супер брзи американски возови. Не знам кој ја измислил таа машина, но многу би сакал да ја запознавам таа личност и лично да ѝ се заблагодарам, што поради нејзиниот изум, патувањето за мене е многу брзо и многу удобно. Супер брзиот воз кој тргнува од Чикаго може да направи се за кое е направен. Може да се движи по шини, може да ја достигне најголемата брзина за која е направен и се разбира, може да носи патници од едно на друго место, се додека е поставен на шините. Замислете возот да можеше да зборува и да рече: веќе години наназад носам патници од Чикаго до Лос Анџелес и назад. Веќе ми е досадно да го правам тоа.
Забележав дека има многу луѓе кои сакаат да одат до големиот кањон и велат дека тоа е прекрасно место. Зарем не би било добро некогаш да скршнам од патот и да го посетам големиот кањон? Мислам дека треба да се почестам себе си, а и моите патници со таква тура. Се разбира дека супер брзиот воз не може да каже такво нешто. Но еднаш бев сведок на несреќа во која таков воз беше излетан од шините. И токму тоа е причината која ви ја давам оваа илустрација. Мислам дека стануваше збор за воз кој тргнува од Винслов, Аризона. Кога поминував покрај местото на несреќата, бев навистина запрепастен, бидејќи штетата што ја направи возот кој излета од шините беше навистина голема. Не знам која беше причината за таа голема несреќа, но се надевав и го молев Бог сите патници во него да се преживеани. Како што возовите се направени да пренесуваат патници и можат да ја извршуваат својата функција се додека се поставени на шините и се движат по нив, така и христијанинот е создаден за да живее за Божја слава и преку силата која му ја дава Христос може да направи се што е согласно Божјата волја за неговиот живот. Моje лично убедување е дека токму тоа е она кое Павле го вели во стих 13. Кога вели дека може да направи се преку Христос кој му дава сила, тоа не значи дека може кога сака да излезе од затвор или дека може да ги натера луѓето насила да го прифатат Христос. Кога јас велам дека можам да направам се преку Христос кој ми дава сила, тоа не значи дека без никакво вежбање можам да станам сега и да истрчам цел маратон, или пак да почнам да свирам гитара иако никогаш претходно не сум свирал. Поентата на апостолот е дека можеме да ги направиме оние нешта кои Христос не повикува да ги направиме во контекстот во кој се наоѓаме. Ние можеме да направиме се за што Бог не создал. Тоа е навистина прекрасно ветување кое го имаме од Бог, дека не само што ни поставува одреден стандард на живење, туку и ни дава сила да живееме согласно. Тоа е контекстот на стих 13. И мислам дека од сега натаму ќе знаете на што се однесуваат овие познати зборови на апостолот. Ке продолжиме со читање на посланието. Стих 14. Но добро направивте што зедовте учество во мојата скрб. Ке се сетите дека во претходната епизода прочитавме и обработивме еден стих во кој апостолот вели дека научил да биде задоволен во секоја животна околност. Со други зборови, тој како да сакаше да каже дека е таму каде што треба да биде во животот. И покрај тоа што се наоѓаше во затвор, апостолот научи да биде задоволен. Претпоставувам дека на филипјаните им беше многу тешко што е во затвор, но тој не сакаше да го сожалуваат. Покрај другото, преку ова послание Павле им вели на христијаните во Филипи: сакам да знаете дека се што ми се случи придонесе за ширење на Евангелието. Немојте да се плашите за мене или да тагувате за ситуацијата во која се наоѓам. Јас сум таму каде што Бог сака да бидам. Знаете, за човек да може да каже такво нешто и искрено да го мисли тоа, потребна е навистина силна вера во Божјата сувереност и добрина. Само Светиот Дух може да произведе таква смиреност во нашите животи. Ниту еден курс, ниту едно предавање, ниту една книга која овој свет ни ја нуди, не може да ни даде таква способност да можеме да се помириме со животните околности во кои се наоѓаме. Како што кажав претходно, само преку редовно проучување на Божиот збор и преку редовното практикување на молитва, ние христијаните можеме да имаме пристап до Божјата сила која не само што ни дава способност да се помириме со околностите во животот, туку и да направиме се што Бог очекува од нас во ситуацијата во која се наоѓаме. Проучувањето на зборот и молитвата се алатките кои ни помагаат да останеме во границите на Божјата волја за нашите животи. Немојте да мислите дека читањето на Библијата и молитвата ќе ви ги решат сите проблеми во вашиот живот. Тоа не е ветувањето кое Бог ни го дал. Овие духовни практики за кои ви зборувам ќе ви помогнат да бидете поблиску до Бог, да ја прифатите неговата волја и да растете и созревате таму каде што сте моментално во животот. Бог нема за цел да не ги реши проблемите со кои моментално се соочуваме во животот, туку да не обликува на таков начин што ќе знаеме како да постапиме следниот пат кога ќе се соочиме со нешто слично и да можеме да растеме и созреваме преку таквите искуства. Ако копнееме по тоа Бог да действува во нас, а не само да действува околу нас, сигурно ќе се најдеме во центарот на Божјата волја за нашите животи. Верувајте ми,
Нема поголема радост и побаво чувство од тоа. Светот не може да ви го понуди тоа. Само Бог преку Светиот Дух може да ви даде вистинска и трајна промена која започнува од внатрешноста, односно од вашето срце. Пред некое време разговарав со човек кој ми кажа дека платил многу пари за да биде учесник во некој курс за подобрување на личниот и семејниот живот. Го прашав како помина на курсот и тој ми рече: многу добро. Многу беше корисен за мене и моето семејство. Му реков: супер, пред колку време беше курсот? Ми одговори: пред неколку месеци. Продолжив и му реков: велиш дека курсот бил многу добар и дека бил од голема помош за тебе и семејството. Како е сега? Дали се уште гледаш добар плод од тоа што го научи? Ми одговори: не. Сега ситуацијата е иста како во периодот пред да одам на курсот. Кога го слушнав тоа си реков: штета што дал толку пари за нешто што не направило трајна промена во неговиот живот и семејство. Наместо да оди по такви курсеви, можеше да го проучува Божиот збор и да се моли. И тоа ќе направеше драстична промена во секој аспект од неговиот живот. Ако и вам денес ви е потребна вистинска промена во животот, сакам да ве охрабрам да почнете да го читате Светото Писмо и да почнете да му се молите на Бог. Верувајте ми дека Светиот Дух преку овие две духовни практики ќе донесе голема промена во вашиот живот. Патем, што се однесува до тоа дека треба да бидеме задоволни во секоја животна околност, имам едно искуство кое сакам да го споделам со вас. Како што веќе забележавте, јас сум убеден дека треба да се стремиме кон тоа да имаме ист став како апостолот Павле. И навистина да можеме да научиме да бидеме задоволни како во скудност, така и во изобилство. Не само што го верувам тоа, но и го поучувам. Еднаш се случи со мојата сопруга да одиме на посета кај ќерката и зетот. Додека бевме во областа каде што живееја, почна да паѓа силен снег. За само неколку часа сите патишта беа целосно блокирани и не можевме да ја извадиме колата од нивниот паркинг за да си одиме дома. Се најдовме во многу необична ситуација и не можевме ништо да направиме за да ја промениме. Воопшто не ми беше сеедно што морав само да седам и да чекам. Додека бев таму и размислував за се што се случува, почувствував како Господ да ми проговори и да ми рече: штом сакаш да ги поучуваш луѓето дека треба да бидат задоволни во секоја животна околност, сега ќе треба самиот ти да научиш да бидеш задоволен таму каде што си и да ми веруваш дека јас сум тој што контролира. Бог ми даде можност да го применам тоа на кое ги поучував другите и благодарен сум му за тоа. Така што, ако верувате дека треба да бидеме задоволни во секоја околност и ако го поучувате тоа, бидете исто така подготвени Бог да ја стави вашата вера на тест и да ви даде прилика да го примените тоа што го поучувате. Продолжуваме со читање. Стих 15. А знаете и вие, Филипјани, дека во почетокот на проповедањето на Евангелието, кога отпатував од Македонија, немаше ниту една црква нешто да ми даде или нешто да примам освен од вас. Оваа црква беше како скапоцен камен за апостолот Павле. Тој многу ги ценеше самите нив, а и нивната помош во службата. Според тоа што го читаме во ова послание, сигурен сум дека тој беше многу благодарен за нив. Забележете што пишува во стих 16. Зашто и во Солун, еднаш, и повторпат ми пративте нужни работи. Ако сте ја читале книгата Дела, ќе се сетите дека апостолот мораше на брзина да го напушти градот Филипи, бидејќи некои луѓе кроеа планови да го убијат. Кога побегна од Филипи, тој отиде во градот Солун, но црквата во Филипи не му дозволи да си оди со празни раце. Стих 17. Ова го велам не дека сакам да ми давате, туку го барам плодот кој се умножува во ваша полза. Знаете, кога сме дарежливи, и ние имаме некаква полза од тоа, бидејќи на тој начин всушност покажуваме духовен плод. Не велам дека треба да бидеме дарежливи се со цел да се чувствуваме подобро за себе или поради себе, но сакам да кажам дека кога некој друг е во потреба, покрај другото тоа треба да го гледаме како можност за духовен раст. Стих 18. Добив се и имам во изобилие, и се пренаполнив со блага, кога го примив од вас испратениот дар преку Епафродит, кој е мирис сладок, жртва пријатна, благоугодна на Бога.
Павле вели дека подарокот на филипјаните е како благоугодна жртва пред Бога. Овој стих е поврзан со жртвите кои првосвештениците ги принесуваа во Стариот Завет. Стих 19. Мојот Бог, по своето богатство, нека ја исполни секоја ваша потреба за слава преку Христос Исус. Како што Бог го благослови Павле преку филипјаните, така апостолот бара Бог да ги благослови филипјаните и да ја исполни секоја нивна потреба, било да станува збор за материјални или духовни потреби. Стих 20. А на Бога, нашиот Отец, слава во вечни векови. Амин. Стихови 21 и 22. Поздравете го секој светија во Христос Исус. Ве поздравуваат браќата што се со мене. Ве поздравуваат сите светии, а особено оние што се од Цезаревиот дом. Со оглед на тоа што Павле пишува за светиите од Цезаревиот дом, тоа значи дека некои од службениците во домот на Цезарот поверуваа во Христос преку сведочењето на Павле. Ке го прочитам последниот стих од ова послание, во кое е запишан поздравот и благословот на Павле кон филипјаните. Стих 23. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Со тоа го завршуваме проучувањето на посланието до филипјаните. Се надевам дека овие епизоди ви беа од полза и дека научивте нешто ново и корисно од нив. Како што Павле ги поздрави филипјаните, така и јас сакам да ве поздравам вас. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амин. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.